Општина Центар денеска објави јавен повик за финансиска поддршка на културниот проект Центарски приказни, кој има за цел да ги зачува колективните спомени и духот на центарските мала, преку поставување урбани топоними, ознаки на значајни места со кратки приказни за нивното значење. Градоначалникот на Центар Горан Герасимовски потенцира дека преку визуелна интерпретација и поставување на символични обележја, проектот ќе придонесе за зачувување на урбаното наследство и културниот идентитет на општината. Право на учество имаат здруженија, организации и правни субјекти од областа на културата со седиште во општина Центар. Вкупниот фонд за поддршка на овој проект изнесува 200.000 денари. Со проектот Центарски приказни сакаме да создадеме мапа на сеќавања, каде што урбаните мала и нивните приказни ќе оживеат преку уметност и културна меморија. Овие микролокации се дел од нашето секојдневие, но и од нашата историја. Време е да ги вреднуваме и раскажуваме на генерациите што доаѓаат, истакнува Герасимовски. За пријавувањето, заинтересираните субјекти треба да поднесат пополнета пријава со краток опис на проектот, портфолио на организацијата, биографии на сите вклучени изведувачи, како и референтна листа на досегашни проекти. Дополнително потребно е да се достави финансиска конструкција за потребните средства за реализација, доказ за активна трансакцијска сметка и важечко решение за регистрација или тековна состојба од Централниот регистар на Македонија, не постаро од 6 месеци. Рокот за пријавување е 5 дена од денот на објавувањето на овој повик на веб страницата на општина Центар. Во рамки на програмата за реконструкција, рехабилитација и изградба на локални улици и патишта, интензивно се работи на подобрување на патната инфраструктура во општина Илинден, информираат од општината. Оттаму додаваат дека во таа насока извршена е целосна санација и асфалтирање на локалниот пристапен пат до гробиштата во населеното место Миладиновци, во вкупна должина од околу 700 метри, како и изграден паркинг на возила. Според првиот човек на Илинден, Александар Ѓорѓиевски, асфалтирањето на овој локален пат е реализација на едно од барањата на граѓаните од населеното место Миладиновци. Во наредниот период од локалната самоуправа велат дека ќе продолжат со реконструкција и санација на други улици кои се дел од барањата и потребите на граѓаните на Илинден, во насока на подобрување на секојдневието и подобрување на патната инфраструктура, зголемување на безбедноста во сообраќајот. Финансиските средства се целосно обезбедени од буџетот на општина Илинден, а со реализација на овој проект ќе се подобри патната инфраструктура на општината, додаваат од локалната самоуправа. Општина Газибава постави мерни инструменти на 2 локации, од каде ќе се следи аерозагадувањето, имено во периодот од 13 до 23 мај оваа година, на 2 мерни локации во населбата Железара, урбана средина, и Јурумлери, рурална средина. Поставени се мерни инструменти за мерење на концентрацијата на цврсти честички со големина од 2,5 микрометри. Мерењата се спроведува во континуитет од 10 дена во пролетниот период. Се прават согласно утврдените стандарди за земање на примероци, информираат од локалната самоуправа. Оттаму појаснуваат дека по завршување на мерењата во сите временски периоди, пролет, лето, есен и зима, ќе се изврши хемиска анализа на филтрите, за да се утврдат изворите на загадување, како би можело да се направи компарација на изворите на загадување на амбиентниот воздух во урбаната и руралната средина, со цел да се предвидат соодветни мерки за подобрување на квалитетот на воздухот. Јавното предпријатие за јавни паркиралишта паркинзи на општина Центар Скопје вчера реализираше информативна акција за промоција на новите паркинг карти во Дебар Мало, соопшти оттаму. Во рамки на акцијата, како што информираат на граѓаните, им беа дистрибуирани флаери со информации за новите типови на паркинг карти, достапни во општина Центар. Имено станува збор за мултинеделна паркинг карта со цена од 2000 денари, која важи 7 дена и овозможува паркирање на сите комерцијални паркиралишта во зона 1 и зона 2. Гостински паркинг карти наменети исклучиво за жители со склучен кориснички договор, и тоа дневна гостинска карта по цена од 300 денари и неделна гостинска карта по цена од 1200 денари. Овие гостински карти, според соопштението, може да се користат само на отворени типови паркиралишта во секторот каде што жителот има пријавено живеалиште.
На настанот учествуваа градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски, директорот на ПОЦ Душко Коцевски, кои на лице место остварија средби со граѓаните и ги информираа за придобивките од новите паркинг карти. Тие ја истакна и важноста на модернизацијата на паркинг системот и овозможувањето на полесен и поефикасен пристап за сите корисници. Со оваа активност продолжуваме со транспарентна комуникација со жителите на општината и креирање практични решенија за секојдневните потреби на граѓаните. Новите паркинг карти се дизајнирани за поголема флексибилност и ефикасност при користење на паркинзите во Центар. Истите може да се купат на веб страницата на poc.mk, се истакнува во нивното соопштение. Општина Карпош информираше дека откако е имплементирана новата LED технологија која се применува во рамки на уличното осветлување на целата територија на локалната самоуправа, општината бележи големи заштеди во поглед на намалување на трошоците за електрична енергија. Како што велат оттаму, за оваа намена се трошело месечно од 134.000 до 207.000 киловат часови. Со инсталирање на новата технологија драстично се редуцирале трошоците за јавното осветлување. Споредбено, за месец април во 2021 година биле потрошени 178.590 киловат часови. Благодарение на новата LED технологија, истиот месец оваа година за улично осветлување се потрошиле само 49.228 киловат часови. Тоа значи дека локалната самоуправа, инвестирајќи во новата технологија, од 2021 до 2025 ја намалила потрошувачката на електрична енергија за 73%. Од тука заштедата на финансиските средства кои се одвојуваа за плаќање на сметки за електрична енергија, општина Карпош ќе ја пренасочи за други потреби кои се во интерес на жителите, велат во соопштението од општина Карпош. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја